Добар ден на сите, јас се викам Елизавета Дамева, наставник сум по француски јазик во Основното училиште Кочо Рацин во село Ивањевци, општина Могила. На денешниот час ќе се запознаеме со местото на предавката во реченицата во францускиот јазик. Од насловот на денешната наставна единица произлегуваат и двете главни цели. Првата е учениците да се запознаат со местото на предавката во реченицата во францускиот јазик, а втората цел, што е всушност и очекуван исход од моите ученици, е да знаат да ги применуваат предавките на вистинското место во дадена реченица. Како што верувам дека веќе знаете, предавките во македонскиот јазик секогаш стојат пред именката. Па затоа, нормално е да кажеме волшебна гледка, прекрасен град, среќни деца. За нас, како говорители на македонскиот јазик, крајно необично би било да слушнеме гледка волшебна, град прекрасен, деца среќни. Но тоа не е случај и со французите и францускиот јазик. Имено во францускиот јазик најчесто придавката ја следи именката, тоа се наоѓа после именката. Нормално дека има исклучоци за кои што ќе зборуваме во текот на денешната презентација. За вас како ученици, најверојатно, најголема дилема би ви било која придавка треба да стои пред именката, а која придавка треба да стои после именката. Постојат повеќе правила и нормално со секоја правило следат и повеќе исклучоци. За полесно да го усвоите овој материјал, за основа на оваа презентација, земена е наставната единица la place de l'adjectif dans une phrase, која што треба да биде обработена во наставната метода вид 2, според која што вие го изучувате францускиот јазик во 8 оделение. Според оваа метода, најчесто во францускиот јазик пред именките ги пишуваме кратките придавки од типот на beau, што значи убав, grand, висок или голем, bon, добар, long, долг, jeune, млад, nouveau, нов, vieux, стар, petit, мал или нисок, joli, исто така убав, gros, дебел, immense, огромен и mauvais, лош. Ова не значи дека само овие придавки можеме да ги пишуваме пред именката, нормално дека и постојат и многу други, меѓутоа за ова ниво на познавање на јазикот доволно е да ги совладате и овие. Во овој контекст би сакала да кажам дека пред именката не се пишуваат овие придавки само во машката форма, како што се дадени туку и во нивната женска варијанта, значи од придавката beau во машки род, придавката belle, што произлегува од убав во женски род, и придавките beau и belle, што се варијанти на множина од истата придавка убав. Значи, како заклучок на овој слайд би рекли дека кратките придавки најчесто стојат пред именката во францускиот јазик. Што се однесува до долгите придавки? Ако една придавка е составена од 3 или повеќе слога, тогаш автоматски ја пишуваме после именката. Како во примерот la voiture extraordinaire. Како што може да видите, extraordinaire има повеќе од 3 слога и тогаш автоматски доаѓа после именката. Викаме неверојатна кола, а не кола неверојатна. Кога преведуваме на македонски, нормално дека прво ја кажуваме придавката, а потоа доаѓа именката. Значи, сите придавки кои што имаат повеќе од 3 слогови, слободно може да се пишуваат после именката. Во оваа категорија на зборови, тоест на придавки кои што секогаш се пишуваат после именката, доаѓаат и придавките кои означуваат одредена геометриска форма, да речеме овален, тркалезен, триаголен и нивните варијанти во женски род и во множина, овална, тркалезна, овални, тркалезни и така натаму и така натаму. Во нашиот случај имаме la boîte, што значи кутија, и carré, што значи четвртаста, значи четвртаста кутија. Во категоријата на придавки
кои што исто така секогаш ја следат именката, ги имаме и придавките кои означуваат или се поврзани со некаква религиозна припадност, како на пример православна, католичка, еврејска, муслиманска, будистичка вера, на пример. La religion catholique во наш превод би било католичка религија, а французите прво би ја ставили именката religion, религија, а потоа придавката католичка. Во истата оваа група на зборови, тоест придавки кои што се пишуваат после именката, доаѓаат и придавките кои означуваат одредена националност. Затоа во овој пример имаме непознатото италијанско јадење, пицата, и викаме la pizza italiana. Слободно може да кажеме le drapeau français, француско знаме, или la chanson anglaise, англиска песна. Значи секоја придавка која што покажува одредена националност ја следи именката. Потоа исто така придавките кои означуваат боја. Во нашиот случај имаме la robe bleue, син, фустан, син, или во превод на македонски син, фустан. Во истата категорија припаѓаат и придавките кои што се изведени од минатите партиципи на глаголите, да речеме фризе, од глаголот фризе што значи витка, и во нашиот превод ќе биде виткана коса или виткани коси. Да повториме уште еднаш. Значи сите придавки кои што се составени од повеќе од 3 слога, долги придавки, уште од околу така се гледа, придавките кои означуваат одредена геометриска форма, придавките кои се поврзани со религија, придавките кои означуваат националност, придавките кои означуваат боја и придавките кои што се изведени од партиципите, секогаш ги следат именките. Нормално, после овие две правила, дека кратките придавки најчесто ги пишуваме пред именката и дека долгите и придавките кои што ги наброив на овој слайд ги пишуваме после именката, постојат и одредени исклучоци. Првиот исклучок, кој што сметав дека ќе биде вреден да го научите за овој час, е фактот дека придавките кои покажуваат воодушевување од нешто, како еве во нашиот случај придавката magnifique, што значи прекрасен, прекрасна, ако ставиме едно S, ќе добиеме прекрасни, немаат одредено место каде можат да стојат. Било да ги ставиме пред именката или да бидат после именката, тие покажуваат дека вие сте поминале прекрасна вечер. Постојат придавки, најчесто од оние кратките, кои во зависност од местото во реченицата, дали пред именката или после именката, го менуваат своето значење. Како пример, ја зедов придавката гран. Како што може да видите од примерот тука, Никола Тесла е un grand homme. Гран во овој случај нема значење на висок, во смисла тој е висок 1,92 см, туку во смисла на голем човек. Човек кој што направил нешто за човештвото. За разлика од Никола Тесла и неговата големина во однос на заслугите за човештвото, на втората слика ќе ги видите најнискиот и највисокиот човек на нашата планета Земја, и тука придавката гран после именката он всушност ќе се однесува на неговата височина. Тој е висок 2,42 сантиметри. Ајде малку да повториме. Прво, она што е најлесно. Придавките што покажуваат одредено воодушевување можат да бидат поставени и пред именка и после именка. Придавките кои што се кратки, од типот на овие што ги гледаме тука, и нивните варијанти во женски род еднина и во машки и женски род множина, најчесто доаѓаат пред именката, иако имаме исклучоци кога доаѓаат после именката. Сите други придавки, наведени на оваа страна од слайдот, значи придавките кои што се составени од повеќе од 3 слога, придавките кои што покажуваат одредена геометриска форма, придавките кои покажуваат боја, придавките кои покажуваат националност, религија и оние што се изведени од минатите партиципи на глаголите, секогаш доаѓаат после
именката. За да видите колку сте научиле од претходните слайдови, ви предлагам малку вежби. На овој слайд имате 6 реченици. Секоја реченица е составена од повеќе зборчиња, кои што нормално не се правилно подредени. Вие би требало да ги подредите правилно зборчињата, следејќи ги правилата кои што ги изучивме досега и беа забележани на претходните слайдови. Дајте си себе си околу 15 на минути, не бидете љубопитни, не го отварете наредниот слайд, отворете го дури тогаш откако ќе бидете сигурни дека правилно сте ги наредиле зборчињата. Кога ќе го отворите слайдот, ќе ги видите зборовите како треба да бидат правилно подредени во една реченица. Првата реченица. Elle a acheté un long manteau vert. Манто е именката во оваа реченица. Мантел, палто. Long значи долг и го ставаме пред именката, затоа што е кратка придавка, а придавката vert доаѓа после именката затоа што означува боја. Таа купила долг зелен мантел. C'est un gros problème. Французите викаат тоа е дебел проблем, ние викаме тоа е голем проблем. Гро е придавката во реченицата и ќе стои после именката, затоа што убаво се заприметува дека е кратка придавка. Во третата реченица, dans ma classe il y a des filles italiennes. Во моето оделение има девојки италијанки. Зошто италијанки стои после девојки? Затоа што италијанки ни покажува националност, а рековме дека придавките кои што покажуваат одредена националност секогаш стојат после именката. Во наредната реченица, ma sœur a un chapeau rouge. Мојата сестра има црвена шапка. Шапка ни е именката, руж црвена, бидејќи е придавка што покажува боја, автоматски доаѓа после именката. C'est un bel homme aux cheveux noirs. Тоа е убав човек со црна коса. Убав, кратка придавка, доаѓа пред именката човек. Cheveux, коса, после него доаѓа придавка што покажува боја или црна. Французите викаат црни коси и затоа овде се работи за множина. Mets cette boîte carrée sur la table. Имаме именка boîte, имаме придавка carré. Како што видовме на слайдот, carré значи четвртаста и бидејќи покажува некаква геометриска форма, ја пишуваме после именката boîte. Ако сте успеале сите овие реченици, или барем 2/3 од нив, да ги подредите правилно, да ја добиете ова форма што ја гледате на овој слайд, тогаш ви честитам, вие добро сте ги усвоиле целите за денешниот час. Ако сакате да научите нешто повеќе во однос на местото на придавката во реченицата во францускиот јазик, ви предлагам да ги посетите следните страни, каде што ќе најдете вежби во кои што имате и одговори на вежбите, па така и самите ќе видите колку сте успешни во подредување на зборчињата во реченицата во францускиот јазик. Ви благодарам на вниманието и се гледаме во некоја друга прилика.